Нови агресивни обвинувања денес разменија СДСМ и ВМРО ДПМН за сметка на председателските кандидати. Гордана Силјановска е лице на ДПМН. Наративот на Силјановска во собранието во изминатите 4 години е доказ дека таа ги негува вредностите на изолацијата, затвореност и безнадежност, кои се всушност главната карактеристика на партијата од Белата палата. Гордана Силјановска и Христијан Мицковски се две страни на иста паричка, а тоа е паричката на подкусурување на европската иднина на Македонија. И Стево Пендаровски призна дека владата на СДС и ДУИ, и тој како председател, ја ставиле државата во подредена положба на Бугарија и го врзале нашиот напредок кон Европската Унија на желбата на Бугарија и нејзината интерпретација на историјата. Самиот Пендаровски кажа дека откако историската комисија од двете држави ќе се согласат за одредена личност, тоа треба да го прифатат двете влади. Ако двете влади не се согласат, тогаш следува вето од Бугарија на патот на Македонија кон ЕУ. Пресконференција ВМРО ДПМН е одржај на проблемот со вработените со договор на дело во здравството, кој според партијата СДСМ и ДУИ нив ги оставил на улица. Владата на СДСМ и ДУИ на заминување на улица остава околу 1000 вработени во јавните здравствени установи. Станува збор за лица специјализирани од сите области, односно за здравствени работници кои професионално и пожртвувано биле посветени и имаат дадено огромен придонес во јавното здравство и во третманот на пациентите.